Денес сме во општина Прилеп да го презентираме активниот јавен повик на Фондот за иновации и технолошки развој пред бизнис заедницата во општина. Се работи значи за јавен повик на Фондот за иновации за новоосновани стартап и спин-оф друштва. Овој повик Фондот за иновации го работи во соработка со Светската банка. Значи средствата се обезбедени со заем од Светската банка и имаме обезбедено 1 милион евра за овој повик. Право на учество, односно право на апликација на овој јавен повик имаат новоосновани микро, мали и средни предпријатија не постари од 6 години. Истите не треба да имаат годишен приход над 1 милион евра и треба да се доминантно во македонска собственост. Се работи за активен јавен повик, повторно ќе кажам, до 11 декември активен овој повик и за сега има навистина голема заинтересираност. Преку 700 апликации имаме во овој момент, а имаме уште 20 на дена, така да навистина има голема заинтересираност за овој повик. Што добиваат компаниите? Компаниите аплицираат за кофинансирачки грантови. Тие одат во сооднос 85-15, односно 85% ги финансира Фондот за иновации, а 15% од вредноста на проектот ги депонираат самите апликанти. Овие кофинансирачки грантови се до 30.000 евра. Значи, фондот може да учествува до 30.000 евра во вкупниот буџет на проектите. Поединечно, така? Да, по проект. Колку ќе бидат одбрани компании? Вкупниот буџет е 1 милион евра. Значи, до исцрпување на тој буџет ќе видиме во зависност од квалитетот на проектите кои ќе пристигнат каков ќе биде. Нема ограничување, значи една компанија може да аплицира со повеќе проекти, нормално тоа да се различни проекти. 85% е износот од вкупниот буџет на проектот кој учествува фондот. Останатите 15% апликантот ги покрива сам. Тие средства апликантот може да ги искористи за плати на вработени, опрема, истражувачки активности, лабораториски активности, консултантски и така натаму. По добивањето на средствата и стартот на проектот, фондот ги следи проектите како течат и нормално дали за таа намена се трошат парите за кои било аплицирано. Самиот избор го прави комитет од странски бизнис луѓе, да кажам, значи професори во бизнис фелата, луѓе со искуство во бизнис фелата кои работеле во разни корпорации. Имаме строго утврдени критериуми, би набрал неколку. Бидејќи се работи за стартап и спин-оф друштва, најпрвен го оценуваме квалитетот на самиот проект. Потоа неговиот пазарен потенцијал, значи колку тој може утре готов производ, процес или услуга да се комерцијализира на пазарот. Ги цениме ангажираните луѓе во проектот, односно капацитетот на проектниот тим кој го пријавил апликантот и го цениме влијанието на проектот буквално од сите аспекти, дали се работи за влијание на животната средина, дали има некој социјален импакт проектот во општеството и така натаму. Општина Прилеп во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој на денешната средба има за цел на помладите компании од општина Прилеп да им презентира можностите за финансирање на нивните проекти, а се со цел да се генерираат повеќе број на работни места и како да се зголеми нивниот пазарен потенцијал, се со цел истите да вработуваат високо квалитетни кадри кои што би останале тука во нашата држава. Нашата намера како општина е да ги поддржуваме сите вакви иницијативи и да им помагаме на нашите компании, се со цел да дознаат повеќе информации, но и директно, доколку е тоа потребно, организираме дополнителни средби, обуки, се со цел истите да имаат можност да поднесат квалитетни апликации и со тоа да се зголеми бројот на искористеност на средства од ваквиот тип на фондови на територијата на општина Прилеп. Се занимаваме со производство на мебел, претежно мебел за домаќинства и уредување на хотели и ресторани.
Ние размислувавме за неколку различни проекти. Моментално овој проект е интересен за дел за искористување на обновливи извори на енергија, искористување на отпадок кој може повторно да се искористи како отпадоци од дрво или од сунгер кои се користат во самото производство. Не интересира исто со проекти кои одат преку фондов за иновации, дали како има влијание на другите проекти кои имат со поголема вредност. Овде може да учествуваме само со мали проекти заради тоа што станува збор за мал износ на помош до 30.000 евра. Сакаме да се информираме во тој поглед како претходно што имаше веќе објавено еднаш оглас за големи иновации кои што имаше многу поголеми средства одобрено од фондов за иновации.